За последните 5 години, на общо задоволство и на двете страни, беше во постојан подем нормализацијата на односите меѓу СФРЈ и НР Бугарија. Развивањето на добрососедските односи во интерес и по пат на исполнувањето на историските стремежи и желби на нашите народи. Пријателската соработка скоро на сите полина меѓу двете социјалистички земји. Напорите да се приближуваат погледите и се изработуваат заеднички ставови и платформи за настап на меѓународен план во овој денешен вознемирен свет. Ти таквите настојувања на државните политички раководства на двете земји беа топло поздравени и сестрено поддржани од народите на Југославија во тие рамки од македонскиот народ. Почетокот на оваа нова политика го означи средбата помеѓу Тито и Живков во јануари 1963 година во Белград. Ние во Македонија со полно учество и големо внимание ги следевме настаните и се залагавме односите да се разгранат на сите полини. Посебно внимание придаваме на тогашната изјава на председателот на Министерскиот совет на НР Бугарија и прв секретар на ЦК на БКП Тодор Живков, дека бугарското раководство и партија ќе го следат и развиваат Димитровскиот курс по македонското прашање. Секоја нова средба на државници и истакнати политички функционери помеѓу Бугарија и Југославија отвараше на тамошни перспективи за продлабочување и проширување на односите. Значајно се зголеми стоковата размена, започна индустријската и друга кооперација, засилено се граде комуникациите кои меѓусобно не поврзуваат и така натаму. Скоро наполно се отворија границите на опште задоволство на народите на едната и другата страна, создавајќи дневни канали за масовно и континуирано комуницирање меѓу работните луѓе. Односите намрзо ги надмина рамките на договори на врво и од меѓународни почна да се претворува во вистински добрососедски и пријателски односи меѓу народите. Во полна смисла дојде до израз и почна силно да действува и на двете страни факторот на луѓето, нивните интереси, желби, барања и нивното длабоко всадено чувство на заемно почитување и поддршка во хуманите и социјалистички напори. За овие и ваквите фактори секоја политика мора да води сметка ако сака да биде реална и да им одговара на интересите на сопствениот народ. Секоја друга политика, колку привидно да звучи свечено и парадно, спротивставена на интересите на народите, не може да биде од полза ниту на онај народ во чие име се прокламира и за чии божен стремежи сака да се реализира. Развивањето на свекупните односи помеѓу СФРЈ и НР Бугарија нормално доведо и до потребата поради постојните познати проблеми на контакти помеѓу државните и партски раководства на НР Бугарија и Социјалистичка република Македонија. Во контактите што беа направени во последните 3 години се разви жива и отворена дискусија. Постојан диалог како за натамошното поддржување и развивање на односи што беа во тек, така и за спорните прашања, а пред се за македонското прашање. Можам слободно и одговорно да изјавам дека дури и тогаш кога битно се разликуваме, разговорите беа не само отворени, ами пријателски, заситени со чувство на одговорност према сопствениот народ и нивните интереси. Таков карактер има и разговорите што ги водевме со Живков и другите бугарски функционери во мај минатата година. И на тие разговори, како и на многу што им претходе, покрај изразената желба за натамошно развивање на сите односи, релектно дојде до израз и разликите во гледањето на проблемите за третман и правата на македонците од Пиринска Македонија во Народна република и останалите во Народна република Бугарија и за односот на голем дел на бугарската историографија спрема минатото на македонскиот народ. ЦК на Сојузот на комунистите на Македонија на својата седница од тоа време ги разгледа резултатите од тие разговори и застана на становиште дека понатамошното развивање на односите меѓу балканските народи во таа смисла и со бугарскиот народ е од заемен интерес. Во рамките на таквите односи што базираат врз рамноправност, заемно почитување на правата и интересите, со право сметаме дека ќе се надминуваат присутните разлики во гледањата и поние проблеми што историјата ни ги оставила за решавање, вклучувајќи го и проблемот на положбата на македонското национално малцинство. Централниот комитет сметаше дека тоа представува обврска и за другата страна, да ги согледа последиците на се поприсутните појави на национализам и територијални аспирации изразувани во печат, научните публикации и на друг начин да застане на единствено можните денес во Европа позиции на полно почитување на националните права
на националните малцинства. Таквата наша политика беше наполно прифатена од нашиот народ и покрај тоа што имаше одредени неразбирања па и отпори. Нив цека на Сојузот на комунистите на Македонија секогаш ги имаше во предвид, но никогаш не дозволи тие да станат основа на нашата политичка акција. Со право сметајќи дека другата страна во овој случај НР Бугарија ќе тргне по најавениот Димитровски пат во решавањето на проблемот на правата на македонците од Пиринска Македонија. Би сакал да укажам дека за нас односите кон СР Македонија и македонското национално малцинство има суштинско значење. Признавањето на македонската национална индивидуалност за македонската нација значи крај на севозможните вознемирувања што во минатото, а и денес се присутни во соседните земји. Од друга страна, признавањето на националните права на македонското национално малцинство треба да значи надминување на денационализаторска политика на еден дел над еден дел на македонската нација и давање можности македонското малцинство нормално да учествува во изградувањето пред се на културното единство на целата нација. Истовремено, ние живееме во земја во која народностите, националните малцинства ги уживаат сите своји национални права. Училишта на свој маќен јазик, право на користење на својот јазик во комуникациите со јавните институции, нивна застапеност во органите на комуната, републиката и федерацијата, исподелување на одговорности во управувањето со заедничките работи, право на културни институции на мајчиниот јазик, слободно развивање на своето национално битие, култура и духовни врски со маците на која им припаѓа и така натаму и така. И затоа не можеме и не смееме поинаку да гледаме и да се однесуваме спрема природните права на нашите малцинства од другите земји. Ова и ваквата политика толку станала доминантна во нашата платформа и акција, па дури и во психологијата на нашиот човек, што и мали народностни групаци кои кај нас ги ползуваат сите права, како и другите народности што бројно се многу пати погоре. Од тука признавањето на националните права на македонците во Пиринска Македонија за Македонија има пошироко национално значење. Различноста на резултатите од трите пописи на НР Бугарија во однос на македонците од Пиринска Македонија покажуваат интересна и зачудувачка динамика. Според првиот попис од 46 година во Пиринска Македонија македонците учествуваат со преку 70% од купниот број на населението во Пиринска Македонија. Во 56 година со 63,7 или 170.862, додека пак во 1965 година македонците учествуваат со 0,1 во вкупното население на Бугарија или со вкупно 8.750 души. Често може да се чуе тезата дека порано, несватлива и неприхватлива, македонците од Пиринска Македонија низ пропагандата на партијата биле терани во 46 и 56 година да се декларираат како македонци, а дека сега во 65 година им е дадено правото на самоопределување. Пред самиот последен попис официјално и на највисоко ниво во НР Бугарија беше предупредена од наша страна за неприфатливоста на притисокот што се врши врз македонците од Пиринска Македонија по 20 години да се предекларираат од македонци во Бугарија и дека тоа во целата наша, не само македонска, туку општа југословенска јавност ќе биде природно примено со вознемиреност. Јас нека сакам повеќе да налегувам во ова прашање, затоа што е тоа повеќе од јасно. Ние од секој пат со голема почит сме се однесували кон така наречениот Димитровски курс на Бугарската комунистичка партија по македонското прашање. И особено кон историските решенија на 10-тиот пленум на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија од август 1946 година. Тогашниот Централен комитет, па и целата бугарска партија, се искачија на врвовите на вистинските интернационалистички позиции во областа на националното прашање, по цена и на примање врз себе одиум од атакот што го доживеа од уште силните позиции на што туку разластената буржуазија од оценката за божемното национално предавство. Димитров и Централниот комитет строго се држа за она предупредување на Ленин дадено уште 14-та година, во која покрај другото се вели. Само тогаш социјалдемократите, тоа е пред основање на Третата интернационала, го исполнуваат својот дол кога се борат против шовинистичкиот занес на својата земја. Со тие таквите јасни и прецизни интернационалистички позиции на својата партија, бугарските комунисти со право можат да се гордат.
но тие позиции во исто време и ги обврзуваат на соодветна акција. Има многу ставови, јавно изразени и публикувани, по однос на историјата на бугарскиот народ, кои не може да не предизвикаат зачуденост. Но, дали некој и како ги слави и велича царевите од минатото, тоа е на крајот на краиштата негова внатрешна работа. Прашање на неговата собствена оценка и прашање на реалната ситуација. Ние од своја страна, николците на нашата нација, не сме ги барале и нема да ги бараме длабоко во средниот век, ниту пак во државотворноста на Самуил и слично на тоа. Како марксисти знаеме дека нацијата е историска категорија, поврзана со појавата и развитокот на капитализмот и затоа се свртуваме кон почетците на националната преодба од тоа време. Меѓутоа, ако од нас се бара да бидеме индиферентни кога се настојува да се фалсификува и се присвојува националното минато на македонскиот народ, тоа веќе нешто друго и ние ниту можеме, нити смееме да преминуваме преку таквите акции. До толку повеќе, кога е очигледно дека за таквата активност се крие сосема определена и актуализирана политичка цел и претензија. По разговорите Тито Живков во Софија есента 65 година беа осудени оние постапки на одделни историчари, кои фалсификувајќи го минатото и актуелно политизирајќи ги историските настани, ги поматуваа нашите добрососедски и пријателски односи и полека стануваа извор на различни судири и недоразбирања. Се инсистираше и од двете страни на поголема воздржаност во јавните полемики и пренесување на истражувањата на минатото на научен план со повисока научна и морална одговорност. Ние од наша страна чинеме се да се држиме до таа взаемна согласност и можам да кажам дека во тоа успевме, но тоа не е случај од бугарска страна. Од последните разговори со Живков и бугарските раководители во мај 67 година, во бугарските списанија и вестници се напишани околу 100 стати во кои се засегнува минатото на нашиот народ, се изнесуваат евидентно фалсификувани оценки на настаните со една единствена цел да се докаже божемниот бугарски карактер на Македонија. Не сакаме да се спуштаме на провинцијско шовинистичкото ниво на славјани и со едно такво памфлетско списание да полемизираме, до толку повеќе што од раководството на Бугарија бевне уверувани дека тие исто така осудуваат таа и таква дејност. Но последните насани до крај јасно не предупредуваат дека таквите и слични ставови во однос на нашето минато почнуваат официјално и најодговорни форуми и од најодговорни личности и функционери да се прокламираат како официјални ставови на бугарската партија и држава. Далеку би наодело ако сето тоа овде и поред би го изнесувале. Многу од тоа вам ви е веќе известно и преку печат. Доволно е да кажам дека само во јануари ова година на 2 пати од највисоки бугарски раководители нашиот Илинден е прогласен за восстание на бугарскиот народ. Се оди дотаму да се опоменуваат бугарските историчари зошто на овој настан не му давале доволно место во учебниците и зошто врз него не биле изградувани патриотските чувства на бугарскиот човек. Овде е евидентно дека се работи за одредени политички концепции и изразити политички импликации во врска со најблиското минато. До толку повеќе тие таквите искознавања вознемируваат и терат на размислување кога се земе предвид дека во официјалниот орган на партијата Работническо дело беше актуализирана и политизирана концепцијата за така наречената Сан-Стефанска Бугарија како еден неостварен историски идеал на обидување на сите бугари во една држава. Повампирувањето на сите оние веќе познати комбинаторики на балканските држави од крајот на минатиот и почетокот на овој век по наше разбирање секогаш било спротивно на интересите на балканските народи. Бугарскиот народ има доживеено повеќе трагедии водени од Сан-Стефанските опсенари. Ние сметаме дека перспективите на Балканот е во взаимното почитување, во признавањето на правата на секој народ, без оглед на тоа дали е голем или мал, во братска здруженост на сите, врз основа на полна равноправност. Но, за да се дојде до тоа, нужно е да се внимава и да се има високо развиено чувство на одговорност и однос во сегашната ситуација. Уште од сега да се откриваат вистинските интереси и се одделуваат од лажните и националистички. Низ целата историја да се бара оно што не сврзува, а не оно што не разделува. Има уште многу прашања од односите со Бугарија на кои би требало да се укаже, како што се, например,
злоупотребата на Венко Марковски за фалсификување на нашата историја и самобитноста на нашиот јазик, негирањето од страна на одделни функционери во Сојузот на писателите на Бугарија на нашиот јазик и нашата култура, притисок вршен дури и по дипломатски пат да се испрли сцената за ослепените Самуилови војници од филмот Битката на Неретва, пишувањето во енциклопедите дека бугарската армија има ослободено Македонија и Србија и многу други. Да сепак би се задржал само уште на едно прашање. Честопати ни се префрлало и не се префрлало од одделни бугарски функционери дека нашата нација и македонската национална свест се развивала на антибугарска основа. Божам во оценките на периодот на окупацијата не сме ги разликувале бугарските фашистички окупатори од бугарскиот народ, неговата работничка класа и комунистичката партија. Од почетокот на нашето востание па се до денес, разобличувајќи ги бугарските фашистички окупатори и боречи се против нив со оружје во рака, решително спротивставувајќи им се на секакви големо бугарски претензии спрема Македонија, сме имале, а и сред нашите трудбенички маси сме развивале чувство на пријателски однос према бугарскиот народ, неговата борба и посебно спрема неговите симпатии кон нашата народно-ослободителна борба, па и таа од поранешното минато. Ние ги прифативме сите бугарски патриоти и комунисти кои изразија спремност да се борат во нашите партизански единици или пак како одделни војни групации во нашата народно-ослободителна војна. Нашите луѓе во спомени ги држале и ги држат сите оние прогресивни бугарски луѓе, што со оружје брака, по големиот дел од нив и со жртвување на својот живот, действувале во редовите на национално-ослободителното движење на македонскиот народ од илинденскиот и полинденскиот период. Доколку пак во тој и таков прекор е содржана мислата за тоа дека ние треба да го признаваме и прифатиме бугарскиот карактер на Македонија, бугарското потекло на нашиот народ, да се откажеме од разоткривањето на големо бугарските претензии над Македонија, тогаш навистина се работи за нешто сосема друго. Целата наша повеќе од едновековна борба за сопствен национален развиток и афирмација, целото наше обстојување како млада и од многу страни атакувана нација на овие меридијани на кои се наоѓаме, покрај борбата со вековниот потисник Отоманската империја, тесно е поврзана и со спротивставувањето на големо бугарските, големо српските и големо грчките претензии во однос на Македонија, против нивните заемни распри, но и спогодување за потиснување на нашите самостојни национални чувства и за поделба на Македонија. Од тука е сосема природен онај голем респект што нашиот човек го чува и негува во себе си спрема комунистите и другите прогресивни сили во српскиот народ, затоа што решително се свртија во својата револуционарна борба во разоткривањето на големо српските буржуазски претензии за српскиот карактер на Македонија. Сите тие што на Балканот се ангажирале на таа и слична линија, од секој пат се јавувале како помагачи и природен сојузник, не само на нашата борба за социјална правда и општествена преобразувачка, туку и за нашето национално обстојување, за развиток и афирмација на нашата нација. Јас сакав овде ова отворено и јасно да го искажам во однос на новите, како што рекол во почетокот, неприфатливи и несватливи ставови изразени и публикувани во Народна република Бугарија. Се надеваме дека во интерес на натамошниот развиток на добрососедските односи и соработка на сите полина, во што е содржан вистинскиот интерес на нашите народи, ќе се најдат и начин и патишта сето тоа да се надмени и се отвори една друга и посветла перспектива.